Од февруари до ноември оваа година имаат дадено вкупно 860 општи правни информации, кои што се еден вид на претходна правна помош на заинтересирани граѓани. Ова покажува дека од прилика просекот е 100 граѓани месечно кои што побарале помош, побарале некаков правен совет од здруженијата кои што работат на проектов. И како такви во просек 100 граѓани се појавуваат и добиваат некаква форма на претходна правна помош, во случајов општа правна информација. Графиконот кој што може да го видите покажува дека во тој период од тие 860 општи правни информации дадени, скоро половината, 417, се однесувале и биле поспецифични совети и се однесувале на иницијално, значи, советување во врска со правото на користење на бесплатна правна помош. И тоа кажува дека од 860 луѓе што имале некаква мака, нашите правници заклучиле дека барем половина од нив треба да бидат запознаени со правото на бесплатна правна помош. Од тие 417 што биле запознаени со правото на бесплатна правна помош, пополниле барање со помош на правниците во една од овие 6 организации, поднале барање до Министерството за правда за бесплатна правна помош 104 граѓани. Структурно, овие општи правни информации, односно овие совети кои што нашите правници ги имаат давано на заинтересираните граѓани, пробавме да ги представиме и да дадеме една слика за тоа каков тип на проблеми ги мачат и каков тип на општи правни информации се дадени. Значи, за 3/4 од 860 имаме една типизација направена според оние кои што се најбројни. И како што може да видите од питата, 3/4 се поделени после тоа во еден вертикален столб кој што се прикажани застапеноста на одредените проблеми кои што граѓаните ги имаат во категории. Овдека малце тешко се чита номенклатурата, ја ќе ви ја прочитам и ви ја читам ева од горе надоле. Значи, жртви на семено насилство, односно проблеми, луѓе со проблеми кои што може да се стават во категоријата на семено насилство се јавиле во 69 пати, односно во 8% од случаите за совет. Семени односи како проблематика во рамки на овие 860 било застапена со 9% или 74 граѓани. Заштита на деца како појава се јавува 40 пати, односно 5%. Овдека имаме таа поголема црвена коцка која што ја гледате представува социјална заштита. 163 граѓани имале прашање или проблем во врска со социјалните права, социјалната заштита, или тоа се 19% од вкупните 860 дадени општи правни информации. После тоа следува здравственото осигурување, пензиското осигурување, работните односи со 5% и на крајот мешавина на предизвици на правни проблеми кои што граѓаните ги имале со судските, управни и извршни постапки биле причина да се обратат за совет или да побараат помош од државата. Постојат други ненаведени категории на проблеми кои што граѓаните ги имале, кои што се јавуваат во помал број, но овдека најалармантни се јавуваат овие 19% социјална заштита кои што барале. И тука битно е да се напомене следното. Донесувањето на законот за бесплатна правна помош во идеални услови било направено со цел да обезбеди еднаков пристап на граѓаните и на другите лица определени во законот до институциите на системот за запознавање, остварување и овозможување на ефективна правна помош, која што треба да биде во согласност со началото на еднаков пристап до правдата. Она што овдека иде во контрадикција со тоа начало на еднаков пристап до правдата е тоа што 19% од граѓаните кои што се обратиле барале некаква форма на помош во врска со остварување на правата од социјалната заштита, која што пак, односно статусот на примател на социјална помош се јавува како предуслов во законот за бесплатна правна помош пред на некој лице да му биде доделена бесплатна правна помош. А со тоа значи се јавува и како услов за остварување на правото на бесплатна правна помош. И сега загрижувачко е тоа што лицата што не се носители на правото на социјална помош, по автоматизам се заобиколени и изоставени од остварување на придобивките од законот за бесплатна правна помош.
и како такви се оставени на немилост на времињата и на системот. Проблемот, би го сумирал ова, проблемот лежи во тоа што граѓаните имаат потешкотија да остварат далеку по-основно право од правото на бесплатна правна помош, иако е неблагодарно се врши рангирање на кое е по-основно од кое право. Предусловот дека корисник граѓанинот мора да биде корисник на социјална помош пред да му биде одобрена бесплатна правна помош, става еден голем број на луѓе во немила ситуација. И тоа го видовме преку процентите при имплементација на овој проект. Втората клучна работа која што денеска сакавме да изложиме и да адресираме овдека се роковите за одлучување по поднесените барања за бесплатна правна помош. Значи тоа што можеме да го кажеме е дека постапката за решавање на поднесените барања е повторно забавена, односно издолжена и се уште го пробива законскиот рок, но овој пат многу подрастично. Колку за илустрација, во 2013 година просечното време за одлучување на едно барање за бесплатна правна помош, според нашите наблюдувања и имплементација на проект, била 38 дена. Оваа 2014 година, благодарение на 45 одлучени барања за бесплатна правна помош и времето кое што е поминато за нивна одлука, можеме да заклучиме дека просечното време за чекање сега изнесува 80 дена, односно е дуплирано за повеќе од 100% од претходната година. Значи, ако лани чекале 38 дена повратна информација во врска со нивното барање за бесплатна правна помош граѓаните, денеска чекаат во просек 80 дена. Има мал брекдаун, подолба на индивидуалните барања кои што нашите здруженија ги имаат составено и со нивна помош се поднесени, и благодарение на тоа ние можеме од прилика да го следиме времето потребно за одлучување. И овдека имаме, значи пак зборам за просечен период од 80 дена, не секогаш тој период од 80 дена е така. Во овој графикон гледаме одобрените барања за бесплатна правна помош, едно по едно наведени во нивната должина колку траат. И овдека има инстанции кај што се чекало по 118 дена, кај што се чекало по 105, по 101 ден, но имало инстанции кај што се решавале барањата и во 30 на дена. Понатаму, гледајќи го бројот на одбиени барања за бесплатна правна помош, во прва инстанца, овдека отприлика е слична сликата со тоа што има екстремни примери. 330 дена е едно барање кое што било поднесено во претходниот циклус на имплементација на мониторингот и сме го добили одговорот по однос на тоа барање во рамки на овој проект. И овдека шокантно е тоа што на органите на државата, поточно на Министерството за правда, му требало скоро 11 месеци за да реши дали ќе одбие или ќе прифати барање за бесплатна правна помош. Тоа е голем проблем по нас, затоа што началото на итност, кое што е инкорпорирано во Законот за бесплатна правна помош, не се почитува. Законскиот рок кој што е наведен и треба да изнесува 20 дена за Министерството да реши по однос на некој од овие барања, по однос на сите овие барања, редовно се надминува. И со тоа што постапката сега во моментов трае 80 дена, не се овозможува одобрување на бесплатна правна помош за правни действија кои што предвидуваат кратки рокови за преземање на правни действија. Значи тука спаѓаат работни односи, спорови, работни односи, проблеми со пензиско инвалидско осигурување, здравствено осигурување, некои имотно-правни проблеми, но она кое што се јавува како критично и како крајно загрижувачко е што поготово во случаите на нарушени семејни односи, семејно насилство, кај што треба итно и брзо да се решаваат проблемите, граѓаните кои што би се квалификувале за бесплатна правна помош, доколку би ја добиле евентуално после 80 на дена, кое што е голем проблем и противречно на началото на итност во постапувањето. Според структурата, односно статусот на поднесените барања до сега во рамки на проектот за бесплатна правна помош, имаме една структура направена и таа отприлика соодветствува на она што до сега ви го говорев. Значи, отприлика 45 барања во вкупна бројка биле процесирани, позитивно или негативно решени. 19 барања за бесплатна правна помош биле прекинати во постапка или од страна на барателот или од страна на државата, а 40 се моментално во разгледување, односно за 40 барања за бесплатна правна помош до овој момент нема одговор од страна на Министерството за правда. Сега,
Ова се наводи кои што сериозно загрижуваат и кои што заслужуваат внимание не само од јавноста и од нас како монитори на законот, заслужуваат внимание и од институциите на системот. Тука пред се ги вбројувам надлежните Министерството за правда, подрачните единици кои што работат на оваа проблематика на Министерството на правда и поготово службениците кои што ги процесираат овие барања, законодавниот дом, владата, значи тоа се инстанции кои што мора сериозно да се запрашаат дали вакво законско решение ја служи намената која што треба да ја има. И во таа насока конструктивно ФОМ заедно со 6 партнерски организации земаат активно учество во тестирањето и во примената, како што ви кажав. Добрата работа е што една од нашите партнерски организации, Сдруженијето на млади правници, Македонско сдружение на млади правници, учествува во една од 6 работни групи кои што треба да работат на законодавната реформа на целокупниот систем, поточно на ова законско решение. И со тоа ние пробуваме, односно имаме присуство на еден форум каде што се надеваме дека ќе успееме да издействуваме промена која што би требало да биде посеопфатна и структурна на ова законско решение да може да ја служи намената. Да резимирам, сакаме да поздравиме заложбата на Министерството за правда, која што ја има декларирано и преку програмата за работа во овој период 2014-2015, кај што е ставен законот на агенда за дотерување, за измена и за дополнување. Сакаме да го поздравиме моментот на покана на една од нашите партнерски организации во работната група, но исто така сакаме и да потенцираме дека е многу важно дека треба да се мисли за промена на условите кои законот ги диктира со цел опфаќање на лица и на граѓани кои не само можност да го трасираат и извадат патот до социјалната помош, лица кои што се жртви на семејно насилство, кои имаат потешкоти во врска со остварување на работнички права, значи потребно е проширување на опфатот. И втората работа која што е многу важна, која што денеска заслужува да биде адресирана, е потребата од децентрализација при одлучувањето за овие барања за бесплатна правна помош. Моменталниот период потребен за одлучување од 80 денови е крајно проблематичен и не дозволува запазување на роковите кои што системот правно-административен ги наметнува врз граѓаните и како таков мора да се експедира процесирањето на овие барања. За таа цел веројатно е паметно да се децентрализира одлучувањето, не се случува само во Скопје, да биде двостепено, да се вработат повеќе службеници кои што ќе работат на она позадинска работа која што ја носи законот, тоа е проверување на фактичката состојба за апликациите.